одината 40 степени повеќе. Никола Бранкица и Олга од Средното училиште Никола Карев во Струмица креираа веб страна која дава одговор какво време може да очекуваме за некој настан што го планираме во иднина. Прогнозата се прави врз основа на анализа на достапни податоци за последните 40 години. Со оваа апликација, тие го освоија третото место на глобалниот НАСА предизвик што се одржа во Струмица. Како што рековте, сакате да испланирате некој доста битен настан, па зошто да не го испланирате со нашата апликација и ние гледаме доста светла иднина во кај планирањето на настани, па дури во осигурителните компании, тие може да предвидат во агросферата, баш би било корисно во агросекторот, само затоа што сите кои што работат во тоа поле би можеле да, исто така да ги предвидат временските услови во иднината. Во нашата апликација исто така имаме визуелно покажани табели кои што ги покажуваат аномалиите во текот на годините за истиот месец. Побаравме илустративно да ни кажат какво време може да очекуваме во Ангелци на одредена дата за да реализираме настан на отворено. Олга веднаш даде одговор дали ќе биде погодно времето. Имаме 10% ризик од ладно време, нели? 5% ризик од врнежи, немаме ризици од снег и 10% ризик од ветар. Овде имаме еден график за каква била температурата таму од периодот 2005 па сега до 2025 година. Еве имаме годишна температурна аномалија. Тројцата средношколци речиси секојдневно се на компјутери. Тие се дел од електротехничката струка, образовен профил, компјутерска техника и автоматика. Бранкица вели дека оваа струка нуди голем просперитет и воопшто не се кае што се запишала во оваа струка. Софтверско инженерство, односно нешто како во стилот на финки, информатски технологии, мултимедија можеби. Повеќе сум за програмирање отколку за електротехнички дел. Ама што конкретно? Програмирање е широк поем. Што би сакале вие? Конкретно софтверски апликации, програми, веб страни. Во моментот сум фокусирана на веб страни заедно со бази на податоци и понатаму би сакала да бидам дел од развој на некоја софтверска апликација, можеби поголема за ланеца компании или за помали компании, но нешто кое што би помогнало на останатите, пример во секторот на сметководство. Олга вели дека стекнала доста знаење во областа на програмирањето во училиштето Никола Карев. Паралелно, вежба се надоградува и работи на компјутери и дома, бидејќи IT технологијата постојано е со новитети. Да, јас моментално работам на проекти, самостојни проекти, но само што од трета година не мора да чекам 4 месеци после завршување на средната. Мада тоа не е само од училиштата, тоа е и самостојна работа. Бидејќи пак би рекла дека ако сака некој да просперира во оваа струка, мора да биде амбициозен за тоа, мора да сака да го работи и да работи нели дома, ако би рекла на страна, па да, мислам дека кога ќе излезам 4 месеци после средно, со комбинација од знаењето кои што ги добив во средното училиште, со домовата струка и самостојната работа која имам вршене надвор, би можела да правам веќе некои готови продукти и услуги. Дека мора да се работи надвор од училиштето вели и Насте. Тој сака да креира софтверски решенија за банкарски систем, да креира решенија за дигитализација на јавните услуги во земјава, но не ја исклучува можноста и за сопствен бизнис. Овој образовен профил нуди доста знаење околу тоа, значи за луѓето кои што се заинтересирани за изработка на некои своји креации на компјутери, креативни луѓе особено, баш е погоден за нив, затоа што може да сте работи на своји проекти кои ќе видите како вашата идеја доаѓа до израз на компјутерот, стварно е некое чувство кое што е незаменливо. Па би сакал да направам некоја апликација или некој систем кој што може да помага на луѓето секојдневно, нешто што решава наш проблем, па и тоа е суштината на програмирањето, да најдеме некој решение за секојдневен проблем и така се успева ствари. Во нашата држава особено треба дигитализирање на некој
секојдневни активности како што е работа со документи, фали дигитализација, па би сакал да работам на нешто такво. Тројцата средношколци на училиштето Никола Карев ги оставивме во кабинетот по информатика, верувајќи дека еден ден ќе креираат решенија кои ќе бидат во интерес на самата заедница. Ги да се